За оние кои трошат малку речисисти сметки, за оние кои трошат повеќе повисоки. Регулаторната комисија ја намали цената за првите два блока, ја зголеми за вторите два. Од 1 јануари ќе има и поголемо ДДВ наместо 5-10%. Кога се ќе се одземе и собера, оние кои досега плаќале просечна сметка од 2000 денари, повторно ќе плаќаат речисисто. Но, за да не влезете во поскапите блокови, ќе мора да перете, готвите и да ги извршувате сите други домашни обврски во ефтина струја, односно после 22 часот. Значи, во зависност од потрошувачката, некоја која е потрошувачката во прв блок, речиси идентична ќе му биде сметката за електрична енергија заради зголемувањето на ДДВ. Тие што ќе бидат во рамките на првиот и вториот блок важат за сите, и дури ако има потрошувачка во трет блок, првите 210 киловат часови во првиот блок му се пресметува. За прв блок досегашната цена беше 7,72 денари за киловат, сега ќе биде 7,41 денар. Во вториот блок 8,8 денари за киловат часови, сега ќе е 7,84 денари. Во третиот блок тарифата беше 8,66 денари, сега ќе е 8,74 денари, а во четвртиот блок 17,48 денари беше досегашната цена, а сега ќе изнесува 18,81 денар за киловат часови. Речисиста останува ефтината струја, тарифата од 3,99 денари за киловат час сега е 4 денари. Промени има во износот на мрежарина, односно давачката за пренос и дистрибуција. Од 3,3 денари колку што изнесуваше, сега се намалува на 2,68 денари. Од 1 јануари најголема промена кај сметките за струја ќе има кај малите потрошувачи компании. Индустриската електрична енергија поевтинува за речиси 20%, од 17,19 денари. Цената за киловат се намалува на 13,73 денари, а во ноќната тарифа од 13,51 на 10,78 денари. Оваа цена ќе се применува за 70.000 компании во државата, компании кои што во изминатиот период се соочуваа со зголемени трошоци за електрична енергија. Според информациите од Регулаторната комисија за енергетика, над 60% од граѓаните се во прв и втор блок, во третиот блок се околу 20%, а останатите во четвртиот блок. Последното поскапување на електричната енергија беше во просек за 7,4% кога беа воведени и блок тарифите. Инаку, за да се покријат овие цени на струјата поради малото домашно производство, односно нецелосното функционирање на РЕК Битола и ТЕЦ Осломе, електрани на Македонија во просек трошат по 1 милион евра за увоз на скапа струја, а парите за ова ги добиваат од државниот буџет, што значи повторно од джепот на граѓаните.